завршен студент по медицина ќе го заинтересирате ако му дадете работа и ако му дадете можност да он се едуцира за таа работа и да биде добар во таа работа. Значи, ако бидат вработени одмак после студирање и да им се пружи можност да завршат специјализација, и нормално треба да се има прерасподелба на колку каде што е потребно. Ние се обидовме од лекарска комора во минатото, побаравме од сите јавни здравствени установи да ни дадат листинг на колку према нивните систематизации имаат одредени специјалисти од области вработено, колку имаат потреба, а не се вработени, и колку од тие што се вработени се 6 години пред пензија. Затоа што, ако ме прашате мене, и тоа е малце, би требало 10 години за да се преклопи младиот специјалист со стариот специјалист околу образование. Значи, план да се вработи тамо тој што треба. Прво и основно, за да направиме промена реална и евидентна, треба да се укинат приватните специјализанти. Ако имате план и програма што правите, паралелно точно знаете колку број на студенти ви се потребни по медицина. Тоа е првиот чекор, за да немаме ние хиперпродукција на кадар. Вториот чекор, вие да имате план точно на кое место и колку лекари ви фалат, заради тоа што ние точно знаеме колку луѓе годишно одат во пензија, колку продолжуваат лиценци, колку имаат во план за кое време да бидат во пензија. И согласно тоа ние да правиме план колкав број на колеги ќе одат на која специјализација.